Трет час од отвореното студио. Поштовани гледачи, до 22 има уште два телевизиски слота врзани со дебати и презентации и коментари на актуалните политички случувања. Најпрви ќе можете да го следите, реакциите на социјалните мрежи. Потоа во студиото гостин е Ана Чуповска, универзитетски професор, со која ќе разговараме околу аспектите на националното и помирување и дали на каков начин е возможно помирување без обединување за стратешките интереси на Македонија. Потоа ќе следите после 21 дебата со учество на универзитетските професори Лидија Георгиева и Никола Дуевски, универзитетски професори, за тоа дали Груевски стои зад партиската ликвидација на неговиот братучет, колку и на каков начин внатрешната политичка криза се трансферира во внатрешна партиска криза на ВМРО ДПМН, дали може да му се случи некоја нова панорама, битка за тронот на лидерската позиција на ВМРО ДПМН и што добива, што губи Мицкоски од разрешувањето или ликвидацијата партиска на проевропските своји дочерашни соработници. А сега нова тема во изминативе 24 се зовреа социјалните мрежи и колегата Баневски ќе ви презентира еден избор на такви реакции. Баневски, повери. Шомовски, буквално, кој што кажа, реакциите не запираат, се уште вријат од реакции социјалните мрежи, особено кога станува збор за хумористични објави во насока на последните случувања и да најчесто се реагира на случувањата вчерашни од ВМРО ДПМН, па на сметка на партијата има низа хумористични објави. Дел од коментарите се и дека, додека работеа против интересите на државата, тогаш пак не ги случуваат. Владко Васил, пак шефот на кабинет, односно портпаролот на градоначалникот Шилего, вели ајде пак Иванов е исклучен од реалноста. Еден твит вели, исклучете го бољерот, зошто и тој да не е против НАТО и ЕУ, така што тезите кои што ги користат корисниците на социјалните мрежи се дека всушност оние кои што биле исклучени се исклучени поради нивните ставови во партијата и поради тоа што оние идеали кои што ги застапуваат во моментов на партијата само и би донеле штета. Што се однесува до останатите случувања кои што се на политичка сцена актуелни, Твитер заедницата и Фейсбук заедницата исто така остро реагира и на полициската заштита кога станува збор за пратениците кои што гласа за отварање на уставот. Па актерката Ирена Ристич вели во наредните 100 дена сите 80 пратеници кои гласале за ќе имале засилена полициска заштита. Во превод: мира да ми кулира, бетка да се шетка, крсто да не мрдни со прсто, која лакрдија и спрдачина, вели таа. Односно се револтирани поради огромните суми кои што нели претходно и истите пратеници ги инкасираа за патни трошоци, за дневници, за сите оние основи кои што им следуваат, а сега дополнително државата ќе го финансира нивното обезбедување. Така што да, во таа насока се... Значи исти личности од предавници сега стануваат храбри јунаци. Да, тоа всушност е и моментот кој што се исмева на социјалните мрежи. Како е можно сега истите ликови кои што вчера протестирале против овие партиски функционери да денеска толку жестоко ги бранат нивните ставови и дури се прашува во нивната вистинска проевропска ориентација кога станува збор, односно нели се шпекулира дека станува збор само за спасување на себе си од евентуална кривична одговорност за делата во минатото. Дури и оние интервјуа кои што ги дадоа и нивните изјави, зборувам за пратениците кои што гласале за или пак оние кои што беа исклучени од партијата, исто така најдуваат на подсмев на социјалните мрежи дека еве сега се фаќаат за сламка давениците, буквално во таа насока се тие коментари. Има еден политички или партиски феномен. Денеска сите што ги побаравме и од овие што се предавници, од овие што се добитници и губитници, никој не прифаќа учество на јавната политичка и медиумска сцена. Едни велат да помине празникот, други велат да се оладат главите, но како и да е, станува зовриено во ВМРО ДПМН. Ти мене ме штитиш од Твитер реакциите, видов еден прекрасен твит, Чомовски, ако си во околината на ВМРО, дојди и изгаси го светлото. Јас реално тоа не го видов, меѓутоа да, не дека те штедам, ако зборуваме веќе за твитер реакции, имаше твитер реакции за интервјуто на Филип Петровски, меѓутоа
таа тема веќе е помината. Денеска зборуваме конкретно за... Ако добиеш сатисфакција, спомни го, но јас мислам дека добро направивме. Но, тоа беше Баневски со дел од реакциите во социјалните мрежи. Стандардно и традиционално нашиот Дејан Андоновиќ со реакции или анализа на меѓународните случувања ми се чини дека добра тема одбра што се случува со суспендирањето на големиот договор меѓу Горбачов и Реган, кога Москва над 1840 среднодометни ракети уништи со нуклеарни, американците одглумеа старо железо со негде околу 800. Половина од тоа. Зошто е сега оваа потреба на Трамп да се повлече сад од овој договор? Договорот е правен 1987 во смисол да се намалат тензиите од 50 годишната студена војна, кога тогашниот СССР и САД мереа и беа на работна нуклеарна војна. Тоа беше доброволно, Москва го даде гестот, повеќе од 1000 ракети повеќе уништи од Соединетите Американски држави. Сега од денешен аспект, околу 40 години подоцна, не знам како доаѓаат годините, Трамп се повлекува од овој договор и практично најавува влезна нова студена војна и влезна нова трка во нуклеарното вооружување. Потребата е следна: сменете светот. Веќе не е униполарен, не е двополарен, туку е трополарен. Се смета дека овој договор има цел да ја стави овој пат и Кина на преговарачка маса, која и tekako има голем број на нуклеарни боеви глави, но не е опфатена од тој договор, па така да може колку што сака да го развива нуклеарното оружје. Дали е тоа тест за влез на некаков нов притаен сојуз Вашингтон-Москва наспроти Пекинг? Па се чини дека и покрај тоа што они имаат ривалитет и можеби некакво непријателство, сепак се свесни дека подобро е ние двајца да го делиме светот, него да дојде уште една страна, па потоа да мораме на 3 дела да ја делиме. Да, ама тоа ја враќа старата поделба на Бжежински: САД, Евро, Азија и потоа Кина, односно тоа е триаголникот. Постои ли опасност од тензичност после Северна Кореја да се враќа елементите на студената војна, сега Иран, па ова суспендирање на... Проблемот е токму тој. Проблемот е со повлекувањето на овој нуклеарен договор. Практично им се дава карт бланш на некој начин на голем број на држави кои имаат нуклеарно оружје. Да не забораваме дека една Индија, еден Пакистан, еден Иран, па и Северна Кореја развиваат нуклеарно оружје. Со повлекувањето од овој договор тие веќе немаат причина зошто не би продолжиле да си го развиваат своето нуклеарно оружје. Особено Северна Кореја, која беше на работ да прекине со производство, а сега некако пораката кон Пјонгјанг е следна, па овие ако се повлекуваат, зашто и ние за секој случај да не продолжиме да развиваме. Но во секој случај проблемот е за Европа. Мислам дека од овој договор најмногу е во опасност европскиот континент. Токму затоа и Европската унија... Заради поставувањето на штитот и на боевите глави или заради перцепцијата дека Европа сепак во овој трилатерален судир е маргинализирана? Па ми се чини и двете. Таа е маргинализирана, но има и еден хендикеп, а тоа е дека тие лансирни рампи од каде што русите се повлекоа 1987 се стационирани токму во Калининградската област, самата граница помеѓу Европската унија и Русија. Од друга страна и во Романија има противракетен штит на НАТО, односно на Соединетите Американски држави, кои под изговор дека ќе го бранат европскиот континент од евентуални ирански и севернокорејски ракети, всушност и tekako доколку дојде до некој конфликт може да дојдат токму на тлото на Европската унија. Поштовани гледачи, тоа беше Дејан Андоновиќ со блиц анализа за многу посложените процеси кои ние ги следиме на оден начин со ревност на маргиналија, бидејќи главните играчи и главните информации се концентрирани во триаголникот Вашингтон, Москва и Пекинг. Средува Маја готви и оние што сега имаат празничен ручек, можеби ќе добијат инспирација што за викендот би можеле да сготват.